Добро утро, се наоѓам во еден прекрасен простор во галеријата на Матица. Ке зборувам со Бојан Петковски, етнокореолог. Навистина денеска можеме да кажеме дека на Петровден имаме два културни бренда во нашата држава, отворење на мултимедијалниот фестивал Охридско лето и сега што е наш интерес на разговор, галичката свадба секогаш на Петровден, една традиција која што навистина можеме да се пофалиме дека е државен културен бренд. Добро утро. Добро утро на вас и добро утро на гледачите Македонската телевизија и многу се радувам што утрово токму јас имам навистина чест да говорам, јас милувам да кажам визуелниот и аудитивниот идентитет на нашата земја, тоа е во суштина галичката свадба. Знам дека можеби можеме со часови да зборуваме, но што е она што најважно, што треба да го знае целата јавност за галичката свадба, навистина голема традиција во нашата држава. Одлична констатација. Галичката свадба, односно свадбата која што се случува во Галичник, јас на самиот почеток би разгледал низ еден научен аспект, низ призмата пред на етнологијата како наука. Односно би ја класифицирале свадбата во тие некалендарски обреди, односно во обредите од животниот циклус, заедно со раѓањето, смртта и свадбата како три главни чина во човековиот живот и да имаат централно место и припаѓа на тој обреден циклус. Свадбата, важно е да се каже за гледачи дека некогаш кон крај на 19 век во Македонија, иако иста раса, на иста држава, иста религија, различната материјална и духовна култура создава преку 40 различни етнички предели, еден од тие и пределите каде што живеат мијаците, односно и самото село Галичник. Во сите овие предели самата свадба и обредите се разликувале меѓусебно. Следејќи го нивното онтолошко значење, ќе видиме дека тоа се едни обреди со кои што се преминува од еден социјален статус на немажени, односно неженет, во своите нови социјални статуси. Генерално обредите се проткани со пожелбите за здравје и среќа, но и едни обреди, магиски обреди во свадбините. Свадбините обреди се проткани со магиски моменти за заштита на ините младенци. Во целата Македонија, значи, постојат разлики во овие обреди, па така и во самото село Галичник. Она што го чини посебно е тоа што на традиција од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, старата архаична култура, во голем дел во една поинаква визура имаме и денес, и утре и задутре, се уште во селото Галичник ќе се случува галичката свадба, во една малку видоизменета форма, но што е многу важно дека како не една културно отворена сцена, сепак ќе се изведат старите архаични обреди. Но она што јас како етнокореолог и како научник би го потенцирал, тоа е дека во личните теренски истражувања, не само со повозрасната, ами и со помладата популација, се уште проткано вистинското чувство на кон самата свадба и кон самите обреди, и во суштина можеби е тоа она што го држи тој континуитет, таа паралела од 19 век па се до денес да се изведува во една навистина архаична и затворена форма. Мијаците или воопшто галичаните се навистина посебна етничка група која што се уште денес го чува тој етнички идентитет, што е многу важно и што впрочем е причина за ваквото зачувување на свадбата. Невестата е централно место, значење и нешто што ја прави галичката свадба, меѓутоа ајде за носијата што ја носи невестата на галичката свадба. Кога станува збор за традиционалната облека, таа била особено изразена во 19-тиот и во почетокот на 20-тиот век. Ќе говориме за невестинската носија како централна фигура во самата галичка свадба, но јас во текот на разговорот ќе направам паралели со другите социјални статуси на носиите кои што некогаш ги имале и дали дел од истите ги забележуваме денес или не забележуваме во самата галичка свадба. Кога станува збор за галичката, односно кога зборам галичка, мислам на мијачка носија, на неколкуте околни сели, ако имаат минимални разлики, сепак припаѓа на еден исти тип на облека. Станува збор за монументална облека со својата архитектоника во облекувањето на вистина изгледа специфично. Како прв облекуван елемент, односно како еден од главните облекувани елементи, би ја напоменал женската кошула, која што е долга, туниковидна, со долги ракави, кои што во суштина се и највпечатливи ракавите, затоа што имаат огромен вез, ракавен вез на самите ракави, што е доста важно дека тој вез некогаш во минатото го одредил и социјалниот статус на носител на жената. И јас генерално, и според чувената Ангелина Крстева, би ги поделиле во суштина на два типа на везови. Едните се везови во кои што нема типичен вез кинатица, а другиот е во кој што има кинатица. За што станува збор? При самото везење се откинуваат делови од платното и визуелно се прават мали дупчиња во самото платно, при што се добива и реалното име кинатица, односно како да е потискинат везот. Зошто е ова важно? Затоа што девојачките кошули, односно оние кои што се носат во периодот од девојчинството па се до
самата свадба не содржат во себе вез кинатица. Значи точно било определено дека кошулите, односно везовите без кинатица припаѓа на социјалните статуси на девојка, веќе на самата свадба и понатаму теко на целиот свој живот, девојка, односно веќе невестата, жената понатаму носа таков кинатица вез и во овој случај тнока кошула, односно со тноки рока и како што милува да кажат галичаните, тоа е таа невестинската кошула која што се облекува. Особено значен облекуван елемент е клашеникот, изработен од бела клашна до подколениците, без ракави за невестата, со едни многу интересни рудиментирани ракавчиња, познати како паткавици, кои што висат само во задниот дел, се препашуваат со самиот појас. Многу значено дека кон крајот на 19 век, како девојчинска облека горна, наместо клашеникот се носела доламата, која што е припиена за телото во горниот дел, а надолу е проширена и е набрана во задниот дел. Тоа го изразувало дека припаѓа на статусот девојка, кога веќе носи клашеник, таа припаѓа на статусот невеста. Денес во галичката свадба, поради богатата орнаментика, особено на градниот дел на клашеникот, се повеќе се носат клашеници, но изоставена е оваа девојчинска облека, која што и тоа како треба да биде застапена, затоа што некогаш постоеле таквата подоба според социјалните аспекти. Доламата како девојчинска се доносувала и во староста, а клашеникот веќе како невестински понатаму носен во сите периоди на животот. Половината се опашува со појас и многу интересно со препашка. Тоа е додатен појас кој што е декоративен, кој што навистина впечатлив на визуелно. Потоа се става следниот облекуван елемент, а тоа е скутината, која што е во централна поставена со доста големи димензии. Кога гледачот ја гледа носијата и тоа каков впечатокот паѓа првично на самата скутина. Ленена скутина, тоа е невестинската скутина, врз што се опашува и кивчена бовча. Не напоменав дека на крајот на ракавниот вез завршува со богати поткит од киски, односно од реси на самите ракави. Ваквите реси се среќаваат и во кивчената бовча, значи таа на самите крајеви има реси кои што паѓаат на самата скутина и создаваат една посебно визуелно доживување, што можеме да увидиме јасно дека ресите се особено застапени во галичката, односно во мијачката носија, како на ракавите, така кај кивчената бовча. Понатаму, следно што би сакал да дебатираме е во суштина покривката за глава, која што е особено значена, некогаш како една од најстарите покривки за глава, тоа е дарпната, изработена од бело платно и била особено везена со големи впечатливи орнаменти по целата своја должина и ширина. Денес можеме да сретнеме помалку орнаментирани дарпни кои што се од поновиот период и подоцна дарпната била заменета со индустријскиот каленкер марами кои што се купувале, кои што ги носеле мажите кои што заминувале на печалба, ги носеле на жените и веќе таквата марама во суштина купечка ја заменува старата дарпна која што е навистина архаична. Многу време одвоивме навистина за централното место за невестата во галичката свадба и за младоженецот да објасниме за неговата носија. Токму така и кон крај на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век и многу ми е драго дека се уште денес има голем дел од машката популација на галичката свадба која што ја практикува традиционалната носија, која што за волја на вистината била побрзо напуштена за разлика од женската. Тука се карактеристичните бели бечви за младоженецот и многу интересен облекуван елемент кој што би сакал да го потенцирам, тоа е доламата. Денес воопшто изобичаена речиси на галичката свадба, зашто е важно во самото село Галични на споменикот на Ѓорѓија Пулевски, тој е облечен во таква долама. Доламата се носила низ целиот период на животот, но особено и во периодот на свадбата и било особено карактеристична за Галичник и за мијачијата воопшто. Бојана, вистина ни експлицитно ни објаснивте и нешто што можев да забележам, според она што се носи во носијата, соодветните зборови, и тие се влезени во традицијата. Ова е малку различна тема, меѓутоа се автентични и се си има, како велиме, своје обележје, своје значење. Така, традицијата е систем од символи знаци кои што многу говорат за нашата земја. Ви благодарам за директното вклучување во утринската програма и мислам дека многу убаво ни објаснивте, имаме веќе појасна слика за оние што не знаат, точно да знаеме или можеме да разликуваме која е невеста или која е девојка, барем оние девојки што ќе бидат или невести во Галичник за време на галичката свадба. Се гледаме во Галичник.